Црвениот плоштад во Москва вчера беше сцена за концерт на класична музика во чест на престојниот светски куп на ФИФА. На концертот наречен Гол симфонија присуствува рускиот председател Владимир Путин, председателот на ФИФА Џани Инфантино и голем број други високи функционери и шефови на држави. Светското првенство ќе се игра во 11 градови низ европскиот дел на Русија. Фудбалската треска веќе ја зафати Москва. Повеќето од навивачите пристигнуваат најпрвин во рускиот главен град, пред да заминат во другите градови за да ги следат нивните национални тимови. Домаќинот најавува зголемени безбедносни мерки за да се избегнат секакви инциденти. الحمد لله الأجواء جد رائعة هنا في روسيا في موسكو جد رائعة جدا يعني احتفالات عرس كروي جميل هنا مع الشعوب العالم 32 دولة هنا يعني أجواء جد رائعة. So we're here with the tour group of about 90 Australians. So staying a little bit out of the city. So we've been just doing it. All the people, we like everyone here from people all over the world. So yeah, we're happy to be here. На Мундијалот во Русија за прв пат во историјата на светските првенства ќе се користи видеотехнологијата VAR, односно судење со помош на видеоснимки. Председателот на ФИФА Џани Инфантино деновиве во врска со тоа изјави. It will be a great help to the referee, and we have to help the referee if we can. In 2018, it's not anymore conceivable that everyone, be it at home or in the stadium, knows within seconds whether the referee has committed a mistake, a big mistake, and this can happen because they are human beings. And the only one who doesn't know is the referee. Титулата првак на светот ја брани Германија. На конгресот во Москва ФИФА го избра и домаќинот на светското првенство во 2026 година. Заеднички ќе го организираат Соединетите Американски држави, Мексико и Канада. Тогаш за прв пат играат 48 тимови, што е за 16 тимови повеќе од сегашниот Мундијал во Русија.